Може да почнеме, колеги? Почитувани представници на медиумите, ви благодариме што дојдовте, како што веќе ви најавивме. Денеска во работна посета на Министерството за одбрана престојува Министерката за одбрана на Црна Гора Оливера Ињац. Следуваат изјавите кои што ги најавивме во поканата до вас, а после изјавите ќе имате можност да поставувате прашања доколку имате прашања. Повелете, министерке Шекеринска. Добар ден на сите, почитувана колешке Ињац, почитувани медиуми. Навистина ми представува големо задоволство што мојата колешка, министерката за одбрана на Република Црна Гора, Оливера Ињац, денеска престојува во Скопје во ден кој е важен и за армијата и за одбраната на нашата земја. Особено ми е задоволство заради тоа што колешката Ињац не е нова во одбранбената соработка помеѓу нашите две земји и во последните години како еден од истакнатите професори во оваа област во Црна Гора беше член од уредувачкиот одбор на нашето списание Македонска современа одбрана. Така што сметам дека и тој знак ќе покаже дека во следниот период нашата одбранбена соработка ќе расте. Велам, ни представува чест што одлучи да дојде во работна посета во Северна Македонија во денот кога ја завршуваме вежбата Одлучен удар 21 и тој ден покажуваме дека како држава сме сојузник во алијансата кој што придонесува кон безбедноста и придонесува кон развојот на одбранбената соработка во алијансата. Ова е ден кога даваме уште една потврда дека поуспешната прва година од членството во НАТО успешно ќе ја завршиме и целокупната воена интеграција во алијансата. Денеска ќе ми биде задоволство што заедно со колешката Ињац ќе бидеме присутни и со дел од вашите колеги, ќе бидеме присутни и на Криволак, каде што во изминативе 3 недели нашата армија, заедно со армијата на Соединетите Американски држави, Бугарија и Грција покажува што се можеме да сториме на планот на интеграција, интероперабилност и развој на нашите способности. Во истиот период покажуваме и дека инвестираме во својата, но и во регионалната безбедност, а воедно го зацврстуваме и сојузништвото со нашите соседи, но и со Соединетите Американски држави. Присуството на Министерката за одбрана на пријателска Црна Гора во еден ваков момент е знак на пријателство, знак на сојузништво и покажува дека сакаме да ја развиеме таа соработка и денеска имавме можност да разговараме во кои се области сметаме дека можеме да одиме еден чекор понапред. Се согласивме дека членството и на Црна Гора и на Северна Македонија во алијансата даде дополнителна тежина на регионот во смисол на зголемена безбедност и засилени капацитети за развој на нашите економии. Затоа сметавме и тоа и го кажавме на состанокот дека продолжувањето на овој не само евроатлански, туку и европски пат е многу важно за двете земји и дека како две сојузнички земји ја делиме таа идеја, ја делиме таа визија на Балканот кој што е интегриран и во Европската унија. Она што го имаме со Црна Гора како долгогодишна одбранбена соработка, навистина е видливо во неколку регионални иницијативи и мислам дека тоа дефинитивно ќе продолжи и ќе се развие. Меѓутоа, сметаме дека има простори за напредок. Веќе 11 години нашата воена академија нуди шанса за воено образование и на питомци од Црна Гора. И денеска ми беше чест што можев и оваа година да повикам двајца кандидати кои што ќе бидат кандидати на Црногорската армија и кои што ќе се вклучат во веќе регионалната група на питомци и кадети кои што добиваат одлично воено образование на нашата воена академија. Зборувавме за политиките за соработка во делот на модернизација
и Црногорската армија и Македонската армија се одлучија за сличен тип на развој и модернизација на својата пешадија. Тие веќе почнуваат да ги добиваат првите возила, ние тие возила ќе ги видиме денеска и утре и на Криволак и сметаме дека во овој дел можеме обуката навистина поинтензивно да ја реализираме на Криволак. И во поглед на пешадијата, и во поглед на развој на други делови од армиското работење. Сакам да најавам дека уште во текот на јули, заедно со министерката Ињац, но и заедно со нашиот колега од Словенија, заедно ќе патуваме во посета на Балтичките земји и средба која што ќе ни отвори шанса и на нас да учествуваме во така наречениот Enhanced Forward Presence како дел од практично заедничка акција која што ќе биде поддржана од Словенија, Црна и Северна Македонија и го гледаме тоа и како развој на регионалната соработка. Денеска на колешката Ињац и понудив уште една форма на заеднички настап која што убедена сум дека ќе биде префатена, а тоа е да испраќаме офицери на ротациона основа или цивили во така наречениот National Defense University во Рим, одбранбениот коледж, на кој што поминале многу наши сегашни офицери, меѓутоа сметаме дека како нова земја членка на некој начин таму треба и перманентно да бидеме присутни. Мали држави мора да бидат паметни со своите финансии, мора да бидат паметни со користење на своите човечки ресурси и затоа предлогот кој што го дадовме до Црнагора е практично по 2 години да ротираме наши кадри и да обезбедиме присуство наше и на оваа важна институција. Почитувана министерке Оливера Ињац, ретко сте навистина во нашиот регион да имате 2 држави кои никогаш немале отворени прашања. И имаме среќа што Северна Македонија и Црнагора се таков пример, но нашето членство во НАТО, кое што следеше веднаш после Црногорското, покажа дека државите можат да бидат и многу поамбициозни кога веќе стануваат сојузници. И затоа ние сметаме дека овој пат е вистинскиот, кој што ќе гради мостови и ќе обезбедува подобри услови за живот и не само работа на нашите армии, туку и просперитет на нашите држави. Благодарам што сте денеска тука со нас. Добар ден на сите. Почитувана колешке Шекеринска, почитувани присутни, навистина ми е голема чест и задоволство што сум во Македонија, која ја сметам навистина една од земјите во кои не само заради моите пријателски професионални контакти, туку и заради тоа што сега сме сојузници во НАТО, навистина има простор да бидеме многу пријателски и многу солидарни во сите напори кои ги вложуваме заеднички, како што кажа колешката Шекеринска, разговаравме на голем број теми. Ова навистина е работна посета и навистина е голема чест што можам да присуствувам на завршницата на вежбата Decision Strike, одлучен удар. Нашите идеи, намери и цели во смисла на зајакнување на регионалната соработка и стабилност пред се на Република Северна Македонија и Црна Гора како сојузници во НАТО, но исто така и како држави кои стежнеат кон стабилизација на регионалната безбедност и регионалниот просперитет на Западниот Балкан, имаат потенцијал и можности кои од нас зависат да ги отвораме, но и можности кон кои сите тежнееме и задоволство е денес што имавме заедничка споделба на вредности во кои што ние гледаме потенцијал за нашата идна работа и активности. Јас би ги ја издвоила таа исклучителна соработка не само на полето на одбраната на нашите држави, нашите две влади, има многу теми каде што постои потенцијал уште подобро да се соработува и да се напредува, посебно во овој период на стабилизација пост ковид, после ковидот, кон кој што сите тежнеевме во овие година и пол. Дозволете ми да го истакнем задоволството што тука, после една година на првата годишница на членство во НАТО и првата соопштив на колешката Шекеринска дека тоа е една од победите вести кои што ги дознав во 2020 година, дека Македонија, Северна Македонија стана членка на НАТО. Во
учествува во изминатите години многу регионални проекти и иницијативи кои што имаа намера поточно таа позиција и тие прилики за членство да се забрзаат за членство на Република Северна Македонија во НАТО, така што мојата мисија се почувствував гордо како стручно лице на ова поле, кога ја оставивме таа цел сите заедно, каде можеме да уживаме во овие времења кои што треба да ни донесат просперитет и на Република Северна Македонија и на Црна Гора, а секако и на целиот Западен Балкан. Така што сите полиња на соработка и нашите планови кои што колешката Шекеринска ги изнесе тука, од моја страна, ќе бидат во целост поддржани од страната на владата на Црна Гора, исто така навистина верувам дека ќе успееме во се што намераваме да го направиме и ќе биде посебна привилегија да учествуваме заедно во сето тоа и да се препознаеме како први или подобри од овие простори меѓу подеднаквите. Poštovana ministrice, drage kolege, savremenu odbranu, da je u stvari dobio šansu da bude i ministarka odbrane Crne Gore, tako da čestitam na poziciji, no delotna odbrana navistina postigna mnogo. I sakam da se zabodaram, da nas kako ga